Креирањето на лажни вести е начин на владење на Никола Груевски. Семената трагедија моја, која што се случи во текот на минатата година, со смртта на таткото на мојата сопруга, е причина за зголемување на нашиот имот. Морбидно, надвор од минимум етика и морал, ВМРО ДПМН на јавноста лажно и прикажува дека во текот на изминатата година мојата сопруга и јас сме купиле стан. Тој стан е наследство. Без оглед на тоа колку се морбидни и колку се во суштина ѓаволски во нивната душа, а не демохристијани, им посакувам што е можно подоцна било кој од нив поединечно да се стекне на таков начин со имот, да им се живи и здрави нивните родители. Инаку, партиските слепи послушници на разлигавениот Никола Груевски, повторувам, на разлигавениот Никола Груевски, ниту ќе го замолчат Петре Шилегов, ниту Петре Шилегов има намера да замолчи за историскиот грабеж што се случи на македонската држава. Дирекцијата за финансово контраразузнавање и перење на пари треба да одговори на јавноста во Македонија. Дали пратеникот Петре Шилегов е сторител на некакво кривично дело од областа која што ја покрива, за да во текот на вчерашниот ден по барање на разлигавениот Никола Груевски пушти допис до сите банки и државни институции да ги испитува трансакциите финансиски мои, на моето семејство, на мојата сопруга, на мојата фирма и на фирмата на мојата сопруга. Тоа што они се научени дека во животите мораш да крадеш за да спечалиш, не значи дека во нашата држава има, односно нема, честни граѓани кои што честно заработуваат и печалат. Не е грев во животот човек да спечали. Меѓутоа грев е, а и кривично се одговара за грабеж. Никола Груевски, разлигавениот Груевски, ќе одговара за сите криминали во оваа држава. Добро, по вчерашните средби со Во текот на денешниот ден немаме разговори, имаме внатрешпартиски консултации. Какви гаранции им дадовте на дуи за подписите? Не стана збор на таа тема, ви кажа во текот на вчерашниот ден какви беа разговорите и представниците на СДСМ и представниците на Демократската унија за интеграција. Ќе има нови средби и преговори со ДУИ? Во текот на денешниот ден, кажав, го користиме за внатрешпартиски консултации, во случај на нови средби навремено ќе бидете известени. Само да се потврди дека Република Македонија на кредибилните избори одржани на 11 декември гласаше за промени на оваа власт и да се потврди заложбата за формирање на политичка влада која што ќе ги доведе потребните промени.